أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Prvo mesto во секоја една пригода и прилика захвалноста му припадваат само на Аллах Джелешану. Затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Денешната состојба на многу луѓе не е добра во однос на динот. Муслиманите хаса, специјално, се оддалечиле од динот. Го направиле динот нешто резервно, да не биде нивни начин на живот. Го направиле динот да биде странец во нивни кујчи, во нивни животи, во нивни трговии и во нивни бизниси. Денеска муслиманите го расипале едебот, доброто однесување со Аллах Джелешану. Денеска муслиманите не знаат како да се однесуваат спрема Господарот на световите. Не знаат. Не знаат големини на Аллах Джелешану и не знаат како да се понашаат во секојдневниот живот со овај Господар кој заслужува секоја добро однесување, секое едно добро однесување, учтиво однесување, внимателно однесување, не прекршување на неговите наредби, не прекршување на неговите забрани, извршување на неговите наредби. Заборавиле муслимани на ова денеска. Денеска ке многу муслимани харамот постанал халал, халалот постанал харам. И све ова во покровителство, со помош, со подкрепа од тие повикувачи на врати од Джехеннем. Гледаме дека почви динот да се менуват во сите негови сфери и во сите места во дујна каде живеат муслимани. Динот почнуваат да се менуват и со некој изговор. Гледај, пред неколку дена во национален вестник во Саудија кажуваат еден од тие кои имат авторитет во нивно место дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва салем, овие се негови зборови, дојде за да ја подобрит, за да ја подобрит верата на Ибрахим алейхи салам. Гледај, колку опасен збор. Во национална телевизија во Саудија. И вели треба денеска да дојде некој што ќе ја усоврши верувањето на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Ова во национална телевизија во Саудија, не. Што после ова, не? Што треба да се деси друго денеска? Кога забранаа повторно оваа година хач, освен 60.000 становници на Саудија, имаше пред неколку дена во Ријад 65.000 гости во една свадба. Снимаш? Заинен. Гледај. Денеска динот се смета за нешто назадно и дека не е за ова време. Динот е за време на песок, на камиле и на шатор. Овие се лаги кои ги изнесуваат оние за да му намалат вредност на овај дин. Динот, Ислам, е универзална вера за време на пегамбер алейхи селам, за денеска, за утре до кијамет. Ислам, Куран и Суннет имат решение за секој еден дотичен проблем кој се случува денеска во дујна, во кој запамнало човечанство, ани. За секој еден проблем имат решение, ани. Во Ислам.
Ова не е назадна вера како некој сакат да ја представат. И како сакат да ја намален неизината големина, неизината сила, неизината универзалност сакат да ја намалет, јани. Гледај. Една киса, една случка од Куран. Кога би се гледала со овие расипани мозоци денеска, кога би се ценела и гледала со овие расипани мозоци денеска, ани, тие не грешиле. Која е таа киса, која е таа случка во Куран? Асхабу Себт. Тие што се огрешија за сабота, Бену Исраил, што грешија спрема Аллах во сабота. Кога би ја гледале со разумот, на овие малоумни луѓе денеска кои ги именуваат прописите од вера, овие не сгрешиле многу, ани. Аллах им забрани да ловат риби во сабота. Тие ги фрлаа мрежите во петок и ги вадеа во недела. Не е нешто голема спрема мозоците на овие луѓе, спрема нивниот разум кој паднал под ниво од животно, ани. Не грешиле многу. Ама кога го направи овај чин, велите Аллах Джелешану ги проколна. Бидна ги направи ланет, да бидат проколнати, да бидат презрени и ги претвори во мајмуни и во свиња. Колку само овакви слични промени имат денеска во дујна, колку само овакви интриги се прават денеска во дујна од тие повикувачи на врати од Джехеннем. Гледај. Каматата е нарекле со интереси, со банкарски интереси. Кој ќе чепни во камата? Кој прави камата му објават војна на Аллах и на пекамбарот? Тие нарекле банкарски интереси денеска. Гледај, рушветот, подкупот го нарекле икрам. Ова е икрам, ти го частиш него, не е рушвете, ани. Гледај, алкохолот, душевни пјалоси го нарекле, душевни пјалоси, ани. Музиката, лек за душа. Разголиченоста, развратот, слобода на размислување, слобода на движење, слобода на само волие, ани. Ова слободно, секој човек има право на слобода, ани. Гледај, причините за оваа нешто, во кој западнал уммет денеска и воедно дујна цела, ани. Причините се за тоа дека ние не сме грижни, не водиме рачун, сме безгрижни спрема Аллаховата казна. Со вакво грешење денеска и многу луѓе мисли дека се влијаи, дека се многу блиски до Аллах, а му објавиат војна на Аллах. Го променве динот како гледаме пред наши очи дека се променуват. И гајле немет хич. Зошто не внимаве на ова Аллахова казна? Овие асхабу Себт се разбудија како свини и мајмуни, а не? Денеска му се греши многу на Аллах. Многу се греши спрема Аллах. Во суден ден, кога зборувавме предходните дерсови, кога ќе дојде народ ке Адем алейхиселам, ќе му рече Адем, ти си наш татко на цело човечанство. Прави шефат за нас, за Аллах да го убрзат хесапот. Че реши да Аллах се налути со таква лутина со која не се лутел ни пред, ни после ова, ја грешив спрема Аллах, Аллах ми забрани да се доближам до тоа дрво и се забрани. И јас го направив тоа нешто, се доближав јане. Поради ова грешење Адем алейхиселам ќе биде со наведната глава во суден ден. Поради грешење на Нух алейхиселам што е направи таа дуа за негово дете, да го спаси негово дете, ќе биде во грижа за себе. Поради тоа што Ибрахим алейхиселам 3 пати излажа. Кога би гледале ова лажење што го направи денеска, би се сметало ова ибадет. Ибадет се смета денеска ова негово лажење што го направи. Муса алейхиселам го заштити на тој на кој му беше нанесен зулум и немаше намера да го убие на тој од Бену Исраил, со еден удар го уби и рече јас се грижам за ова мое дело. Денеска колку му се греши на Аллах, колку муслимани се оддалечиле од овај дин и гајле немет од Аллаховата казна, заборавиле дека Аллах Джелешану е шедидул иқаб, онај кој што жестоко казнет, јани. Жестока е Аллаховата казна. Гледај, асхаби кога слушале ајати за Джехеннем, паднувале во несвес, јани. Кога некој учел ајати за Джехеннем, за казна за Джехеннем,
За азап што го имат во джехеннем, падвеле во несвес. Ханзале, тој пример Ебу Бекир радијаллаху ан и Ханзале радијаллаху ан. Како е Ханзале? Рече Ханзале мунафик. Зошто рече? Рече кога сум со пегамбер алейхи селам, снимај, и кога ни зборува за дженнет и джехеннем, како да ги гледам со очи, јани. Кога се оддалечам дома, заборавам на ним, јани. Сахаби често зборувале и им било зборувано од страна на пегамбер алейхи селам и од страна на таа улема во нивно време за дженнет и за джехеннем. Денеска многу малку се зборуваат хаса, специјално за джехенем. И тие што зборуваат за джехенем, таа улема се сметат за екстремни. Не добро така да се заплашве луѓе. О ти, о е джехенем хак, вистина. Allah ne zaplašvi su džehennem, o ti. Snimaj. Da se zboruvat za džehennem. Da se zboruvat za kaznata na džehennem, za straotijite, za njegovite žitelji, je lek za dušata, lek. Ilač. Iako gorčeliv lek. Ама сепак е лек за душа и за нефс, да се зборува за страотиите на джехеннем, за казната, за неговите жители, ани. Зошто? Аллах ни зборува мил првите страни и почнуваат Аллах во Куран, во Суре Бекаре, првите две страни почнуваат да зборуваат за джехеннем. И велит, луѓе и камења ќе бидат гориво од джехеннем. Првиот ајет. Луѓе и камења ќе бидат гориво од джехеннем. Аллах. Гледај, 1/4 од Куран, да го делиш Куран на 4, 1/4 се зборуваат за ахирет, за дженнет, джехеннем, за сират, се зборуваат за махшер, се зборуваат за кијамет, 1/4 во Куран. Гледај, 138 пати е спомнат збором нар, оган во Куран. 138 пати, ане. Ова е нешто големо, ане. Рекол Селев, кај кого нема да имат влијание на срце зборувањето на джехеннем, нека знај дека негово срце е мртво. Кај кого нема да чепни зборувањето за джехенем, слушањето на аетите, слушањето за казната во него, знајте дека негово срце е мртво. Така рекол Селев. Аллах Джелешану кога го створи на джехенем, го палеше, го распламнуваше 3000 години. Првата 1000 години, првите 1000 години постана бел. Неговиот пламен беше нур, бел. Вторите 2000 години, вторите 1000, односно 2000, постана црвен, крв. И третите 3000 години, постана црн. И денеска джехенем е црн. Неговиот пламен е црн. Гледај. Рекол пегамбер алейхиселам, джехенем, оганот од джехенем е 70 пати посилен од оганот во дујна. Рекла улема, некој мухаддиси, велет, он најсилниот оган што може да се запали во дујна. Најсилниот оган. Најсилниот оган, има некој научни онакво дека најсилниот оган во јадрото на земјата, таа магма, 5000 степени. Од ова 70 пати е посилен огнот од джехенем. Ние ќе видиме оган со очи, некој оган со очи во дујна и се плашиме. Че не изгори некој шкорче, чибрид, цвичиме, ани. Че гледаш во телевизија како во Нов Зеланд пред 2-3 години се рашири тој оган или негде кај имат вулкан, ти се тресет коски од страв од овај дујналушки оган. Најсилниот овај оган, тој од джехенем е 70 пати од најсилниот овај оган. Абдула ибн Умейр рекол, кога некој од джехенем ли, кога некој од тие жители на джехенем би се ставил во оганот од дујна, би одморал тој, би одморал. Колку е слаб овај оган во односот на тој оган од ахирет, од джехенем. Би одморил, Ебу Хурейре пренесвит хадис на пегамбер алейхиселам во кој велит. Рекол пегамбер алейхиселам, бил во џамија и рекол, кога во оваа џамија би имало 100.000 луѓе и би дошол еден джехенемлија и би издишил во оваа џамија, би изгореле сите и оваа џамија. Би изгореле сите, Само кога би издишил едношко овој джехенемлија во оваа џамија. Пегамбер алейхиселам во хадис велит,
Se poshalla gjehennemot ke Allah Gjelleshanu edhe ndën gjehennemot, se poshalla ke Allah Gjelleshanu mure që ja Allah, mojot ogan od vomene, se jajt ba'duhum ba'da, se jajt sam so sebe ani, od gore masilin ani. Ognot se jajt se gorit eden so drugi. I Allah Gjelleshanu veli pejgamberi sam mu dozvoli na gjehennem 2 pati godišnjo da izdišvi. Voleto i vozima. Koga je ovakva kako сега slična najgolema toplina voleto, toga izdišu od džehennem. I vozima koga je najgolem stud, toga izdišu od džehennem. Izdiška pravi, za da odmori sam ognot od sebe si, od taja ljutina što ima toj ogan. Od taja silina što ima toj ogan. Ognot od džehennem go čuvat zabanije, meleki kaznuvači. Kakvi se tije meleki? Znači ognot od džehennem go čuvat zabanije. Kakvi se tije kaznuvači meleki zabanije? Velite Allah Đelešanu, samo jedan opis zanimi. Alejha melaikatun, ghiladun, šidadun, la ja'sun Allaha ma amarahum, wa jef'aluna ma yu'marun. I na neja ima čuvari koji se strogi, silni, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ i prava to što im se naredi na njimi. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ i ne mu grešen na Allahovu naredbata nego. Ne mu grešen na Allah, nikako. Te što će mu se daj naredba go pred. I šedidul se strogi i silni. Ovakvi su ove zabanijani. Čuvarot na džehennem. Jedan melek, Allah Želešanu go zadolži čuvar da biti glaven na džehennem. Malik. Ime to mu je Malik. Kako je ovaj melek? Pegamber alejhi selam veli vo hadis. Ko odeše vo Isra i vo Mirač. Ko otide vo Mirač. Gi sretna mnogo meleki. I ko odeše od prvo do vtoro do treto nebo gi sretnuvaše mnogo meleki. I go sretna ovaj melek. Site meleki mu prave doa, dobreni dojde i mu prave doa na Pegamber alejhi selam i mu se nasmevnuva. Ko dojde kaj ovaj melek ne se nasmevna na Pegamber alejhi selam. Mu dade selam i mu napravi doa, ama ne se nasmevna. Reče, a Džibril, ko je ovaj melek? Reče, ovaj je čuvar od na džehennem, Malik. Reče, nikogaš ne se nasmeja od koga Allah go stvori. Nikogaš ne je nasmejan. A ako bi mu se nasmejal na nekomu, sigurno tebe bi ti se nasmejal. Allah, nikogo ne se nasmejal. I na nikoj nema da mu se nasmeje. Malik. Gledaj, zboruvahme prošli otpad. Koja ľuđe će se soberat vo mahšer. Vo toja mesto na hesab, mahšer. Site, od Adem a.s. do poslednji od čovek. Goli bosi ne su netisani kako zboruvahme prethodni otpad. Vađije jaume idim bi džehennem. I na denot toj koga džehennemot će se približit. Allah. Gledaj. Abdullah ibn Masud velid hadis. Će go donesan na džehennem vo 70.000 sinđiri. Snimaj. Seko jedan sinđir će go nosit 70.000 meleki. 4 milijardi i 900 milioni meleki. 5 milijardi bez 100 milioni melek. 5 milijardi približno meleki će go nosit džehennem. I velite Abdullah ibn Masud, ako ne je vakav vrzan i obezbeden, će progaltati dobri i loši u mahšer, sve. Allah, gledaj, od tuka počnu straotijata. Koja će go vidjet site ti evo mahšer, ovaj prizor. 5 milijardi meleki će go nosit. Plamen rasplamnat. Kako divat zverka, koja odvaje za uzdvet. Allah Đelešanu pred sitne stvorenja će mu reći na Adem a.s. Snimaj. Kako se s golem vistrao vo toj den, ja Adem, izvadija tvoja ta grupa od tvoja to potomstvo što je za džehennem. Češ i ja Allah koj? Od seko 1999 za džehennem. Allah. Koja će go slušnat ova? Koja će go slušnat ova ti evo mahšer?
Спомнавме некои ќе бидат заштитени од овие страоти, иншалла да видиме од тие што ќе бидат заштитени. Ќе почнат да плачат, рекол пегамбер алейхиселам, ќе излезе сите солзи од ними, ќе почне да течи кар и во тие солзи можат да пловат големи бродови, ани. Гледај. Ова е тој ден. Од тука почнува тој страот од џехеннем и за џехеннем. Вејт Аллах Желешану го опишви тој момент, тој призор, која ќе се види овој џехеннем. Јауме тараунеха тадхалу куллу мурдијатин амма ардат. И ден во кој секоја доилка ќе го заборави тоа што го доела, ќе го боли. Нема да и биде грижа за нејзино бебе, за нејзино дете. Ова е тој ден. Гледај. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. И ќе пометни секоја трудница што има нејзиниот плод, ќе го пометни, јани од страх. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. И ќе ги гледаш луѓето пијани, а немат да бидат пијани. Ќе се понашаат како опијанати, а немат да бидат опијанати. Тоа е затоа поради Аллаховата казна е силна тој ден. Аллаховата казна е силна кога ќе се види овај призор од џехеннем. Гледај. Ќе се повикуваат еден по еден луѓето во хесаб, снимај. И Аллах ќе прашат, дали има некој овај човек на некој вас направено зулум да го земат. И вели секој еден ќе посакат да имат кај некого нешто, за да му земат од негово дело, за да се спаси, да му се олесни на него. До тој степен, гледај до кој степен. Види Аллах Желешану. Види. Юбассарунахум јавадду l-муджриму лау јафтади мин адаби јаумеидин бибани. И покрај тоа ќе се гледаат еден во очи, еден спрема друг. И силникот ќе посака на денот тој да откупит казната со синовите своји. Со синоите, ќе барат да имат некој проблем, за да се спаси тој со синој, некви роден, јани. Гледај. Wa sahibatihi wa akhi, и со жената своја, и со братот свој. Да има само нешто, само тој да се спаси, јани. Wa fasilatihi allati tuwi, и со семејството своје да го дај цело, само да се спаси, што во дујна го штитеше и гинеше за него. Све ова би дал само да се спасит и ќе сакат и ќе пробвит, јани. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ تُنْجِي, и све што имат во дујна да дајт, само за да се спасит, јани. Од тој страф, јани. Тој страф голем, браќа, јани. Све ќе даве, све ќе обвинве, јани, само тој да се спасит, јани. Начини некој на кој ќе се влегуват во џехеннем. На кој начини ќе влегват џехеннемли и во џехеннем. Број 1, ќе се влечат за главата со лице по земја. Мелеки ќе ги влечат за нивна глава, лицето во земја и така ќе биде ставени во џехеннем. Без милост. Ла јасун Аллаха ма амарахум ва јафалуне ма јумарун. И нему грешен на Аллаховата наредба. И ти ја извршуван на Аллаховата наредба. Со тургајне од позади како стока. Како говеда од позади тие напред, мелаи ќе ги тургаат од позади и ќе бидат фрлени во џехеннем, јани. Со фрлајне, дошло со фрлајне, само ќе бидат фрлени, јани. Во оган, фрлени, јани. Како нешто невредно, јани. Фрлени. Со фрлајне, јани. Со зграпчувајне од страна на јазлите, на јазиците на пламените од џехеннем, од секое место, од махшер, од мизан, од сират, ќе бидат земвени со пламените јазици од џехеннем и ќе биде зграпчувани луѓе, ани. Директно само наредба иде од Аллах, ќе биде зграпчен од махшер. Ќе биде зграпчен од пламените јазици на џехеннем. И така ќе биде фрлен во џехеннем, јани. Со одејне кон него мислејќи дека е тоа вода, фата моргана, од толку жет, ќе им се причинува дека гледаат вода, а тоа е џехеннем и сами ќе одат кон џехеннем и ќе влезат во него. Сами, без некој да ги терат и тургат. Аллах. Со паѓање од висина. Какво е тоа паѓање? Седел пегамбер алейхиселам со сахаби еден ден во Медина и стресил еден потрес.
Rekao, znajte što je ova? Ne, ja Rasulullah. Allah i pegambero znaje. Rekao, ova je jedan kamen koji pajđeše 70 godini dodeka dojde na dnotu na džehennem. Da farliš jedan kamen, ko kaže džehennem 70 godini patoval od gore do dolu. On najvisoko to mesto vodujne od tije najvisoki oblakoderi i tije burđoj da zemaš jedan kamen za jedna necela minuta, to je vo zemlje. 70 godini patoval ovaj kamen, toliko je dlabog džehennem, a nekoj će bidat farlani i taka će pajđat se do dnotu. 7. Meleki će gi zgrapčuvat. Ne su zemajne, su zgrapčuvajne, od sive mesta, koja će dojti naredba od Allah, od mahšer, od mizan, od sirat, će vidjeti zgrapčeni i frljeni u džehennem. Kakvi će biti džehennemli? Njivna fizionomija, snimaj. Debelinata na kožata će vidjeti 42 laktovi. Došlo ovo drugi hadis, 70 laktovi. 42 laktovi. 20 metra, može biti. 42 laktova. Toliko će biti debelina na koža na džehennemli. Od jedno ramo do drugo ramo, rekao pegamber, sam najbrži od kojnenik, 3 dena patovajne. Od jedno ramo do drugo ramo. Jedan od se kačite od zabovite na džehennemli će biti koliko bardo to Uhud. Koliko Uhud. Mesto koje će go zazemati jedan džehennemli, ovo džehennem će biti od Mekka do Medine. Od Mekka do Medine. Allah, gledaj, već da Allah dželle šanu. Kullama nadiđet džuluduhum, baddalnahum džuluden gajraha, lijezuku ladab. I sekovaš koja će im izgorit kožata na nimi, će im je zameni meso druga koža, za da go vkusat azap od kaznata da vkusat. Zašto je rekao ova, vidi Allah Đelešanu, ko kaže ova pred 1440 godini, nervnio sistem osjetut za bolka je smjesten vo kožata kaj čovek od jane. Najpoveće čovek od osjetvit bol na njegova koža, koja ti stave neka injekcija prvi od dubom na kožata go suminaš, a to ovo mesoto ne go suminaš, ić. Tuka je bolkata i zato velite Allah ova 42 laktovi koža, koja će izgorit, će biti zamenata su druga, povtorno da go osjetvit, azapot, kaznata, bolkata da je osjetvit. Gledaj. Velite Allah Đelešanu, edalika hajrun nuzulen em šeđaratu zekum. Da li je podobro zanimi to, zborvi za džennet, ili drvoto zekum, koje će biti hrana za džehennemli. Što je ova drvo zekum? Ova rastit, niknit, od osnovata na džehennem, nagore vo džehennem, neizini plodovi od ova drvo će biti kako glavi od šeitani. Glava od šeitan. Velite Allah će gi polnat stomacite s ova jadajne, s ovaj plod i zgora na to će pijat vrena voda. Velite Allah Đelešanu, vajuska mi ma in sadid, i će se napojuvat so voda smrdljiva. Voda od gnoj, od karf, od koja će izlegvet od džehennemli, od nivni, od azab. S ovakva voda će pijat. Zgora nad ove šeitanski glaj koji će gi jadat. Će imati i drugi nekoj plodovi, došlo vajet, će gi galtnat, ne može da gi povrate, da i ne može da gi galtne, će im ostanuvat vo garlu. Ni u gore, ni u dolu će ovaj plot. Izgora sve na ova so gnoj, krv, pot, s ovakva voda smrdljiva će se napojuvati. Vidi, Allah Đelešanu je gospodar na site svetovi. I Allah zasluži da mu se praviti ibadet. Koliko Allah Đelešanu ni davam na nas možnost, šansa da se pokajme, da se popravime. Ali Allah Đelešanu je onaj koji žestoko okazuje. Ovako ga go slušaš je teško za srce. Teško. Gorčljivo. A ovo je za da se popraviš upomena od Allah Đelešanu, za da ne rečiš vo suden den neznev za ovajani. Vidovi na kazni ima mnogo. Vidi, svi ove raboti se trudev da bude nakratko samo jedna slika, da se zboruva za džennet, za džehennem trebi mnogo dersovi. Samo jedna slika da imam jedan prizor.
Какви видови на казна имат? Број 1 казна, казна со тешко дишење. Джехенемли тешко ќе дишат, јане. Една од казните, немат да можат да дишат, јане. Немат да можат да дишат, јане. Најниска казна во Джехеннем, тие ќе биде на крај овите од Джехеннем, дах, место. Тие ќе се казнуваат со една или две искри помеѓу прстовите на нозете. Од кои искри мозокот ќе врие. Абдул Муталиб аџу на пегамбер алейхиссалам има ваква казна, кажа пегамбер алейхиссалам во Джехеннем. И овие во Джехеннем ќе мисле дека најголема казна име, овие име најмала казна. Број 1 казна со тешко дишење. Број 2 ќе бидат казнувани Джехенемли во секој еден дел од нивно тело. Раци, зглобови, срце, утроба, мозок, очи, уши, не само еден дел од тело. Дошло во аети, нивно срце ќе гори, нивни очи, нивни раце, нивни зглобови, све, секој еден дел од тело ќе осети болка. Број 3, искра од Джехеннем, со искра, една искра ќе биде мавнат еден Джехенемлија, ќе го губит разумот и умот од таа болка. Ќе губит разум и ум, јане. Број 4, казна, снимај, субханаллах. Број 4, немат да го видат на Аллах. Немат Аллах да им зборува на ними. Немат да ги погледнат и немат да ги очистят, јане. Ова е казна, јане. Немат да ги видят, да ги очистят, да ги погледнат, немат да им зборува на ними, јане. Број 5, казна со затвор, снимај. Самото влегување во Джехенемли ќе знаат дека ова е затвор, дека немат шанси да излези некој од овде. Нема никаде. Дошло во хадиси, ќе се искачуваат по височините на Джехеннем и тамам ќе дојдат до неговиот крај, мелеки забанije ќе ги вратат повторно од долу, јане. Број 6. Джехенемли ќе се казнуваат едни со други сами. Дошло во ајет, че Аллах покажи ни ги тие што не залутаат, да ги ставиме под нашиве нози. Ќе се казнуваат едни со други сами. Број 7. Казна со губење на надеж. Опи, ќе дојде време, го изгубиле надеж, ова е казна. Немат излегвање, немат попуштање. Нема да се намалит казнава, ќе губен надеж. Број 8. Казна со смрт. Дошло и смртта ќе им доаѓат од сите страни, а тие не можат да умрат. Ќе ја чувствува силината на смртта, ама не можат да умрат. Од сите страни ќе им доаѓа смртта. Ќе умират, а живи ќе бидат. Односно ќе го пробвет тој азап на смрт, а живи ќе бидат. Згора на ова имат и други азаб. Аллах Желешану ќе го трни пердето помеѓу Джехенемли и Дженнетли. Ќе можат да се видат едни со други. Снимаш? Гледај. Ќе му го трни Аллах пердето на Дженнетли и Джехенемли. Гледај, велит Аллах Желешану. И тие ќе барат излез. Број 1 излез прво тука почвит кога ќе ги видат тие што ги малтретирале. Кога ќе ги видат, тие што ги сметале за невредни, за ниски во дженнет, како ужива. Ќе им се зголемит казната на ними. Ова е казна само по себе. И ќе почнет разговор со ними. Аллах Желешану го опишви тој разговор и вели. وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ И ќе повикуваат жителите на огнот на жителите на дженнетот. أَنْ أَفِيدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ Посипајте не со ма, со вода што имате во дженнет. Фрлите малу вода на нас, не се пие вода. Ау мимма разакакумуллах. Или од тоа што Аллах ви го даде како риск на вас, дајте не малку, јани. Калу инна Аллаха харрамахума алал кафирин. Аллах ги забрани оваа вода и овај риск на куфарите, јани. За вас се забранати овај, јани. Немат за вас ова, јани. Кога ќе изгубен надеж дека овие дженнетли може нешто да им помогне и олеснет на ними, ќе се обратат
na zabanite, që se obratat në tje kaznuaci, meleki kaznuaci vognot, i qereqat. Wa kale lëdhine finnari li khazanet i gjehennem, i që imreqat gjitelit e në ognot në quvarit e në gjehennem. Udu rabbekum, prajte dova ke vashjot gospodar, ju khaffif anna jaumen min el adhab, dani namalit edhen den od kaznat a vognot. Dani namalit, ne da nemat kazna ish, dani namalit od kaznat a. Që gimolet nojve zabanije dhe pret dua ke Allah dhe baret, dhe im se namalit kaznat a edhen den. Që dhe qëtë, ne livi duajgja pejkamberi so jasni dokazi, që im odgovorat da, që dhe qëtë, molete se molbata në nevernisite, që biti sa muzalud në ani. Gjaba se molite ani. I ko që izgubat nadesh jovde ka ani. Që izgubat nadesh jot zabanije quvarite në gjehennem. Që se obratat në quvaron në gjehennem, direktno. Glavni jot quvaron me laik në gjehennem. Misnej që dhe ka që imse oles në neshto. Gledhe shto bare të nego. Veçda Allah Gjeleshanu. Wa nada u ja maliku li akdi alejna rabbuk. I qëre që ja malik. Bara jo da Allah dhe ne usmërtin në nas, yani. Da umri me, yani. Da ne usmërtit Allah, yani. Velit, mufessiri, malik, ilja da godin në më dhe imot govorit, yani. Ilja da. Se kojden moment që velet, ja malik, bara jo gospodar, od tvoj da ne usmërtin, nemat ilja da godin da mu od govorin në nimi. Koja kazna ova, i që reqin në krajot. Kale, innekum makithun. I që reqit, vije ovde u gjehennem, që bidit e zanavek, yani. Zase kogash, yani. Khala, zase kogash që bidit, yani. Nema zava si s'leguvajnë od tuka, zase kogash, yani. I na kraj, posle ova. Ke dežurni od krive ci vo dujna i vahire, šeitan. Që si sobera do kullu nego. Ato i paki që im naprejt hutba vo gjehennem, ders. Vetë Allah Gjeleshanu. Vetë Allah. Wa kale shejtanu lemma kudje l'emru. I bedejshi robotët të që bidit reshena shejtan që i mreqit në nimi. Inna Allahe wa'adekum wa'adel haq. Allah vi veti vistin s'ko vetë fejnë yani. Vistin s'ko të abesh është të vi ko veti Allah. Wa wa'adtukum fa akhleftukum. Ajas vi vetif i vizneverif yani. Ja, vi vetif i vizlajaf në vas yani. Wa ma kana li alejkum mines sultan. Ja, velit, vidi iblis to velit. Ja, nema nikakva vlast nad vas, yani. Nema vlast nad vas, yani. Da ve zalutam, yani. Nema vlast. Glej što velit. Illa enda autukum festegjeptum li. Osvem što ve povika fi vije mi se odzvifte na mene. Ve povika fi mi se odzvifte, yani. Fela te lumuni wa lumu enfusekum. I nemoj da me krivite mene. Nemoj da me prokulnuvate mene. Krivete se sami i prokulnuvajte se sami. Yani. Vi jeste krivi. Yani. Nesum ja kriv. Ma ene bi musrihikum wa ma entum bi musrihi. Ja nesum podržuvač vaš i vi neste podržuvači moji. Yani. Ni ja ve podržuvam vas, ni vi mene me podržuvate. Inni kefertum bima eshrektumuni min kablu. I ja spravam kufar vona što mi go pripišavte mene pred ova vodujna to što mi go pripišuvavte mene, ja pravam kufar vo to, ane. Inne zalimine lahum adhabun alim. I za zulumčarite na vistine imat bolna kazna. I šeitan će se oddaleći do sita ove. I šeitan će gi ostaviti na cedilu na sita ove, ane. Jedan čovjek treba da vidi vnimatelen braćani. Za ovaj džehennem da vnimavat сега во дујна, како рекол пегамбер сам, плашете се од дžehennem и со пола урма, јани. И со пола урма, јани. И ако го нема тоа со еден збор, плашете се од дžehennem.